Ima Bogomil Đuzel jedan genijalen esej, napišem pred 20 godina, za to što je sloboda. I on vika, slobodata koga ljudje to počnuva da ги имитираат своите дотогашни господари. Да. Вика, робовите обично мечтаат по слобода, а нивната идеја за тоа што е слобода е она што го прават нивните господари. И сега, разгледувајќи ја тогашната југословенска ситуација, господарите кои традиционално со векови владеја со северо-западниот дел на Југославија тогашна, значи Хрватска и Словенија, беа австро-унгарци и германци. Во нивното владење, во нивната слободија, тие има возови кои одат на време, вецеи кои се чисти, државна управа си имал известни граѓански права. Така да, оној момент кога овие робови се ослободиле од дотогашните господари, тие сега почнуваат да ја спроведуваат онаа слобода која ја научиле, одржувајќи повторно чисти вецеи, возови кои одат на време и така натаму. Сега, да се вратиме кај нас. Нашата идеја за слобода, која нашиве робови, која ние како робови сме ја гледале, била слобода да ти влезам во куќа, да ти јадам се што имаш, да си ја земам жена ти, да ти ја запалам куќата, да немаш кај да се тужиш. Значи, тоа не е слобода, тоа е тотална непредвидлива анархичност. Така да, нашиве робови, ние, сонувајќи ја слободата, си викаме, леле, да можеме и ние вака да правиме еден ден. Да можеме и ние да се добелеме некому да плачеме мајка. Да можеме и ние да станеме бегови јаги. Така да, во голема мера, оваа идеја за слобода се спроведува на терен. Ти кога ќе влезеш во Мејана кај нас, ти сеќам, пред долги години бев во Прага и ме служи еден човек чорба. И јас сакам да му ги бацам рацете. Еден зен будистички келнер, фантастичен тип. Си викам, нити му е срам што е келнер, не само што не му е срам, туку ужива. Тоа е професија, бе. Таа професија има свое достоинство. Кај нас нема ништо достоинствено, нема достоинствено ништо во професијата келнер. Ќе дојде некој лут ага и бег, што исто би сакал да го служат, ама еве сега во моментов нема можности за тоа, па ќе ти потурне нешто. Така да, прво што нема јеснав и второ нема ништо да се јаде во градот Скопје со лажица, бе. Се е скара, се е на брзина фрлено месо. Лесно да се заработи. А како? Лесно да се заработи. Ти ќе одиш во Грција па ќе јадеш малце цацики, малце, како што се јаде во 500 години во нашиот дел на Европа. Ќе одиш во Турција, па тоа се, па мали ресторанчиња, па полнети пиперки, па јавни, па бами, па ова сакам, па ова не сакам, па графшиња, па чуда. Како така ние брзо заборавивме тие сите работи? Не е тоа заборавање, тоа е мрза, Маро. Мрза. Мрза е во прашање.